се викам Наташа Јакимовска и од Скопје. Значи, многу сака самата фамилија да ја види уживо. Да исконтактирам некако. По 10 години неколку часовна диализа, 3 пати неделно приклучена на апарати. Конечно доби шанса за нов живот, каде што долгите и мачни диализи ке станат минато. И беше трансплантиран бубрек. За убавата вест слушнала во петокот, додека седела на гости кај ќерката и внуката. Не чекала ни момент да тргне и да биде направена операцијата која ја чека од 2012-та. Па така Јакимовска доби задоцнет поклон за роден ден. Бев на гости кај ќерката моја. Кај ќеркава на гости и ми се јавија од клиника, од нефрологија, за трансплантација на бубрек. Значи, одговара крвната слик, значи крвната група тоа од на мене и ме повика да дојдам на клиника. И ја му реков на зет ми и он дојде и ме донесе со колата тука на клиника. И почекавме да видиме што ќе се случи. По направените испитувања во саботата добила и негативен резултат за COVID-19. Бубрегот од трагично загинатата Емилија Динева веднаш и бил трансплантиран. Таа во моментов се чувствува добро и се надева дека наскоро ќе почне да живее како пред да стане пациентка во Центарот за диализа во Железара и ќе може почесто да се радува на растењето на својата едногодишна внука. Значи, тој што ќе почине стварно не е то, ама барем некој друг ќе живее. Неговите органи ќе ги даде на некој, па друг живот ќе створи. Значи, на друг човек ќе спаси човечки живот. Да не се мачат и тие што се веќе со диализа и со срце има проблеми од сите работи. Коскена срж што треба или што треба, тоа е убава донација. На листата на приоритетни пациенти за пресадување на бубрек била се уште тројца пациенти од земјава. Сепак само тај пациентот Куманово ги исполнувале сите параметри. Јакимовска испрати апел до граѓаните. Сите кои што можат да донираат орган, бидејќи со тоа спасуваат живот, а дел од нивните блиски и роднини уште долго ќе живее.